Благодарам, почитувана заменик председател на комисијата, почитувани колеги, господине Битики, има повеќе работи кои што е вака можеме да ги продискутираме, бидејќи после паузата мислам дека порека се враќаме на академска расправа на буџетот. Мислам дека прво треба да го видиме кој е нас моралниот кредибилитет кога доаѓаме и која позиција доаѓа. Секој еден добронамерник на Република Македонија, граѓанин кој што следи и кога ќе види некој кој што бил втор човек во владата, односно прв човек во извршената власт за креирање и координирање на економските политики на Република Македонија, претпоставувам дека очекува кога тој човек излезе на говорници ке зборува за буџетот, да има пристап од аспект на тоа дека видите ги овие 2-3 ставки и ние мислевме така пред 3 години, но излезе дека тоа можеби не излезе дека е така. Не слушав ниту еднаш некој од вас излезе да каже: луѓе, имавме лошо искуство со ова, ви препорачувам да го смените, бидејќи тоа во пракса ќе се испостави дека е подобро за граѓаните и за државата. Не видовме емпатија, напротив, вие излегувате, господине Битики, неколку пати, и со мене кога разговаравте со колегата Бојан Стојановски и со Дафина, вашиот министер, вашата влада, мислам дека тоа е несоодветно за човек кој што имал привилегијата и честа да креира економска политика, погрешна, недобра, тоа е очигледно, но препоставувам дека сте собрале многу искуство како не треба. И јас очекував овдека да пофалите нешто што е добро и истовремено да искритикувате нешто од сопствено искуство, што вие сте го правеле лошо и можеби сега повторно се прави нешто исто. Некоја ставка од буџетот, некоја испота према некој друг. Не, тоа го нема. Не баре, како што кажавме, доаѓате овдека, после 7 години ршум во финансиите, вие сте експерти. Не може. Второ, она со Унгарија. Вие може да имате за Унгарија мислење какво што имате, и тоа е неспорно. Тоа е ваше мислење за Унгарија. Но, дали ние имавме најдобар кредит за нашата економија кој што го земавме од таму? Да, имавме. Дали тоа беа најниски каматни стапки кои што некој ги зема во Европа изминатата година? Да, имавме. Дали тоа вреди да се поздрави? Вреди. Дали, господине Битики, со тој кредит од таа Унгарија ние вадивме 500 милиона евра долг кој што вие ни го оставивте? Да, вративме. Дали со 250 милиони евра кредит, како што каже и колешката Бојковска, со под 2% каматна стапка, им ги дадовме на компаниите, им ги дадовме? Дали е факт, господин Битики, дека компанија во Република Македонија, која што земала за производство и развој и модернизација на она кое што го има за дејност, со процент каматна стапка од 2%, е секогаш во полупозиција со иста таква компанија од регионот која што не може да земе никогаш со 2% каматна стапка? Да, во предносе. Нашата компанија земала свежи пари со 2%, помалку од 2% камата, а од Србија, Бугарија, Грција и било каде во Европа, таква компанија со таква дејност не може. Дали ги ставаме конечно после децении во полупозиција нашите компании да се борат, да бидат конкурентни на пазарот? Да, ги ставаме. Дали тоа вреди да се поздрави? Ја мислам дека тоа вреди да се поздрави. Дали е факт, господине Битики, дека последните 4 милиарда или 250 милиони евра од тој кредит јасно и гласно беа поделени помеѓу градоначалниците, односно општините во Република Македонија? Да, беа. Дали се направи формула дека по глава на жител секоја општина ќе земе толку средства? Да, се направи. Дали се гледаше кој од која политичка партија е? Не се гледаше, требаше се гледа. Дали вие имавте доблест тоа да го поздравите? Немавте доблест. Дали вие, господине Битики, сте оделе по општини, сте разговарале дека нема канализација, дека има општини кои што од едно село во друго село на училиште по 15 километри? Дали има општини во кои што кал се
се гази со децении? Да, има. Дали вие тоа го знаевте уште кога бевте во опозиција? Го знаевте. Дали 7 години на власт ви текна да помогнете на тие луѓе? Не ви текна. И сега кога некој друг тоа го прави, со каматна стапка најниска во Европа, вие излегувате одека и го кудите. Пак ќе ви кажам, за владата во Унгарија може да имате едно мислење или друго мислење. Тоа си е ваша работа и јас не полемизирам околу таа работа. Но дали оваа држава и дали овие граѓани одека имале бенефит од тоа? Имале бенефит од тоа, господине Битики. И така треба да разговараме. Не да разговараме кој колку е економски знае, кој колку не знае, па дали јас сум магистрирал медиум и комуникација, што сум дипломирал. Јас дипломирав политички науки, господине Битики. Ова е политичка економија. Основата на политичката економија е буџетот и доноците. И јас тука и тоа како можам стручно да разговарам. Ама кога јас зборувам 10 минути, а вие излегувате и за магистратура да зборувате, мене ми давате комплимент. Дали знаете зошто? Бидејќи не сте можеле ништо тоа што сум го кажал да го сподиставите со бројки и аргументи. И вие знаете дека тоа е така. Има две работи кои што сме ги разговарале во финансии, на пример. Овдека кога имало представници од финансии, како заменици министри, сега што има и министри. Секогаш се бунеле зошто финансии има потреба од толку многу пари за услуги и за стоки. И сега јас велам вака, денес со овој буџет 41,9% или 662,4 милиони денари се рационализираат, односно се кратат. И јас излегувам, велам, добро, ние сме разговарале овдека, сме критикувале тоа, доаѓа нов министер за финансии, кој што 42% од овие ставки ги крати. Така ли е? Еве ги, така е. И трето, бидејќи ова ви е амандман, господине Битики, за и вчера имав такви амандмани за како беше за поддршка на странски инвестиции, за поддршка на домашни инвестиции, за деловна поддршка или не знам како. А при тоа ништо тоа кога бевте прв човек за креирање на економски политики во владата не го реализиравте. А е пак на бројки. Програма Д5 вика вака: привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободната економска зона евидентира значително зголемување во износот 1,1 милијарда денари, што представува раст, господине Битики, од 167,7% за подпрограмата во следната фискална година. Како директна поддршка врз македонското стопанство, во програмата сега зборува за Д6, поддршка на инвестициони вложувања во буџетско планирање за следната фискална година, ќе изнесува 1,5 милијарди денари, која главно се однесува на програми за поддршка на домашните инвестиции, господин Битики, додека во Д9 програмата финансиска поддршка на инвестициите ќе изнесува 1,2 милијарди денари. Сега што ја кажете? Сега ова вие не го гледате и потоа ќе кажам дека сте напишале амандмани за да има амандмани, вие се љутите. Е сега, како за 167% подобруваме деловната клима, како што вие милувате да кажете, за домашните и странските компании, во програмите Д5, Д6 и Д9, отворете си го буџетот, 167% изголемување, и вие излегувате овдека и викате, уште 5.000 евра дека има таму. А има 1,5 милијарда денари. И сега, ние тоа треба да го земеме како сериозна дискусија, овдека да излеземе, да дискутираме и да полемизираме. Не е така. Изборува за инфлација. Бидејќи и тоа го ставивте овдека, си го нотирал за инфлација. Господине Битичи, последната година која што вие бевте целосно вака, со премиер различен од оној од Струмица, вие кога бевте таму, во таа година, господине Битичи, тоа е 2022, инфлацијата во Република Македонија била 19%. 19%.
А инфлацијата за основни прехранбени производи, храна и пијалоци, господин Бутики, било 29%. Сега е 4%. И сега, вие почнувате да зборувате за инфлација, која што е 4 вкупна, на храна може би помала, 3,7 мислам нека е, а преходно била 29 за храна и пијалоци. Како да земеме дискусијава за сериозна, господин Бутики? Исто како ова амандманот. Сте предвиделе 1,5 милиарда, 167% повеќе, ами ја ќе ставам плюс еден амандман. Значи апелирам. Уште еднаш што ќе завршам, се извинувам за времето, можеби колешка Тренчевска. Ве молам. Јас очекувам од вас и сите оние кои што сте биле министри со години во преходната влада. Си ги знаете точно грешките, си ги знаете точно поразите, си ги знаете точно економската состојба која што оставивте. А ако имате да ни кажете нешто, да внимаваме, да споделите некој искуство, да, овакви амандмани мислам дека не толикуваат. Благодарам и јас.